Партиите ситнат денови до конечното формирање листи. За еден месец треба да ги имаат дефинирано и кандидатите и програмите со кои ќе бараат довербата од граѓаните. Кампањата започнува официјално за првиот круг на 29 септември на полнок. Меѓутоа, веќе им може да се процени што ќе значат овие избори за политичките субјекти и како тие ќе настапат. Според аналитичарите, ВМРО-ДПМН како владеачка партија ќе се труди да ги потврди резултатите од локалните избори во 2021, но и да ја зацврсти големата победа на парламентарните избори минатата година. За коалицијскиот партнер ЗНАМ на локалните избори ќе значи да се обидат да го оправдаат легитимитетот кој го добија на парламентарните избори, што сомнесува до опозицијата. Аналитичарите имаат скромни прогнози за СДСМ, со оглед на тоа дека партијата е во раскол со неколку внатрепартиски крила и структури, а тоа се гледа и по реакциите на дел од кандидатите за градоначалници кои извисија во своите општини. Левица единствено останува да се наметне како трета опција, иако рейтингот на партијата е опаднат. Очекувањето кај ВМРО-ДПМН е да продолжи да даде некој своевиден континуитет на тоа што беше ветување во 2021 година и сега подпомогнато со унгарскиот кредит и одредени мерки на централната власт, локалните градоначалници едноставно да ги подобрат условите за живење. СДСМ ќе се обиди да освои што може. Мојата, да кажеме, една скептична проценка е дека би освоиле помеѓу 3 и 6 градоначалнички места. Некој може мислел дека е ова катастрофа, но со оглед што и како и каде имаат кандидирано, мислам дека во огромен број општини, мислам дека ќе освојат 2 или 3 помали града. Ќе видиме што ќе се случи со центар, тука е до крај нејасно. Што сомнесува до албанскиот блок на овие избори, главната битка ќе биде во Чаир, каде ќе се соочат Изет Меджити од Вреди и Бујар Османи од Дуи. Според Ристовски, битката за локалната власт за Вреди ќе биде обид да потврди дека Европскиот фронт на Дуи не е тој кој што доминира кај албанците, додека пак Дуи ќе атераат реториката да докажат дека тие се легитимен представник кај албанското гласачко тело. Што сомнесува до главниот град, според Ристовски, повикувајќи се на рейтинзите, нема дилема дека Орце Георгиевски ќе биде изборот на скопјани. Мислам дека во град Скопје, барем сега како што е констелацијата на околностите, дека работата е прилично чиста и мислам дека е само прашање дали кандидатот на ВМРО-ДПМН Орце Георгиевски ќе однесе победа во прв круг или не. Мислам дека Каја Шукова реално нема реално никакви шанси да биде квалитетен кандидат, контраопција на кандидатот на ВМРО-ДПМН Орце Георгиевски, прашање на рейтинзи, прашање на минат труд. Осмите локални избори од независноста на државата ќе чинат над 9 милиони евра. До 13 септември е рокот кога може да се поднесуваат листите на кандидати на учесници до општинските изборни комисии.